Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Добар ден, драги слушатели. Како сте? Започнувам со ново издание во кое ќе зборувам повеќе за нашето минато. Сите ние имаме минато, какво било и да е, минато е. Минато исполнето со секакви случки, моменти, доживувања, болка, разочарувања, негативни и позитивни искуства. Постои ли начин како да се ослободиме од нашето минато? Доколку не го сториме тоа, минатото постојано ќе не влече и ние наместо во сегашноста ќе живееме во минатото. Минатото ќе не држи во место кое небесниот татко не сака да бидеме. Исус Христос не говори: старото помина, сега се е ново. Истото го говори небесниот татко во Исаија 43 глава. Не спомнувајте си за она што се збидна, не мислете за она што помина. Еве, правам нешто ново, веќе се појавува. Зар не забележувате? Да, ќе направам пат во пустината и патека во безводна земја. Зошто е ова толку важно? Затоа што небесниот татко за нас подготвува нешто ново, а ние би го пропуштиле од причина што сме заглавени во минатото. The more that I know you, the more I can't get enough. Overwhelmed by the holiness of your extravagant love. The more that I know you, the more I can't get enough. Overwhelmed by the holiness of your extravagant love for me. The more that I know you, the more I can't get enough. Overwhelmed by the holiness of your extravagant love. The more that I know you, the more I can't get enough. Overwhelmed by the holiness of your extravagant love. The more that I know you, the more I can't get enough. Overwhelmed by the holiness of your extravagant love. Your extravagant love. I can't get enough. I can't get enough of your love. I can't get enough. 'Cause I've tasted, oh, I've tasted of your goodness, and I can't get enough.
Нештата што не држат во минатото се нашите загуби, падови, гревови, грешки, односно нештата што не осудуваат. Дјаволот ги зема тие нешта и не осудува. Постојано не подсетува што сме сгрешиле, што не сме направиле, што можевме да направиме. Во послание до Римјаните 8 глава пишува: Што да кажеме на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Кога Бог ни собствениот син не го поштеди, туку го даде за откуп на сите нас, зар заедно со Исус нема да ни подари се друго? Кој може да подигне обвинение против оние што Бог ги одбра и ги оправда? Кој може да не осуди нас, Божјите избраници? Такво право и таква сила има само Исус Христос, но токму Тој умре и воскресна за нас, а и сега се зазема за нас, седејќи на почесното место, од десната страна на Бог. Што значи? Што и да ни се спротивставува, небесниот татко е над се. Врз основа на ова, тој не ни одзема, не ни задржува, туку ни дава се. Со самото прифаќање на Исус Христос како Спасител, ни дава за право да земеме се што небесниот татко ни приготвил. Што е потребно? Потребно е да се промени нашата перспектива и перцепција за небесниот татко. Што стори тој за нас? Да го прифатиме и земеме сето тоа преку Светиот Дух, преку наше предавање и понизување. Кој е оној што не осудува? Дефинитивно не е Исус Христос. Ако би бил Христос, тогаш тој би се борел против собствената жртва и собственото посредување за нас. Тој всушност ни обезбеди начин и пат ние да дојдеме до небесниот татко, како што укажува: Никој не доаѓа до таткото освен преку мене. Кој останува да биде обвинувач? Или ѓаволот, или ние? Кој е оној што прави да се чувствуваме невредни, недоволни, грешни, неквалификувани, недостојни за Божите ветувања? Кој е оној што би предизвикал кај нас чувство на срам? Да се запрашаме, од каде ни доаѓа осудувањето, кој ја размрдува и ослабува нашата вера во Бога? Дјаволот, сатаната е оној кој говори лаги против нас. Што треба да сториме во тој случај? Ги откриваме неговите дела со следново: Сатано, знам дека си ти и јас те прекорувам и ти наредувам да ме оставиш, во моќното име на Исус Христос. Ако ни доаѓа глас на осудување, го правиме и следново: Господи, се покајувам, прости ми. Сега те замолувам секој глас на осудување, секој чувство на вина што го чувствувам во мојот живот да биде укинато и отстрането од мене. Друг извор на осудување сме ние, а ѓаволот го користи и тоа како резултат на нашето незнаење и нерасудување. Понекогаш ние сами се осудуваме. Сме слушнале некои од нас како говорат дека едноставно не можат да си простат за нешто во животот. Зарем на вистина не можат да си простат? Знаете ли дека тоа е врв на арогантноста? Ако небесниот татко ни простил, кој сме ние за да не си простиме? Зарем мислиме дека не сме достојни за прошка? Значи треба да го прифатиме она што Исус Христос го направи и да си простиме себе си, да го прифатиме неговото простување, да го прифатиме фактот дека сме грешници и дека сме спасени по милост. Исус Христос дојде да го избрише тој грев и да го исчисти.
Така што, доколку не ја прифатиме оваа вистина и не си простиме, значи дека се согласуваме со работите на сатаната. Небесниот Татко не осудува. Исус Христос не осудува. Светиот Дух не осудува. Оној кој не осудува е ѓаволот или ние сами. Ние треба да се покаеме за тоа што сме се согласиле со ѓаволот, да го прифатиме Божјото простување и да се ослободиме од тоа што ни носи осудување во нашиот живот. И да го прифатиме она што ни го нуди Бог. Да се покаеме за тоа што сме верувале во лагите на ѓаволот, што сме се согласиле со неговите лаги, да декларираме дека крвта на Исус Христос е моќна да не исчисти од секаков грев и секаква неправедност. Да декларираме дека го прифаќаме неговото простување и да си простиме во овој момент, бидејќи според верата сме праведност во Бога во Исус Христос. Fully given over to you. Fully given over to you. A life laid down for you. My whole life fully given over to you. Given over to you. Come, do what you wanna do, and come, do what you wanna do, and come, do what you wanna do. Yes, we're fully given over to you. And come, do what you wanna do, and come, do what you wanna do, and come, do what you wanna do. Yes, we're fully given over to you. Come and do what you want to. 'Cause we're fully given over. Друга причина што може да не држи во минатото е тоа што имаме душевна врска со некого или со нешто што е во минатото. Тоа ни причинува емотивна приврзаност, болка, спомени, случувања кои се присутни во сегашноста. Спомените не можеме да ги збришеме, но доколку тие спомени создаваат душевни врски, тогаш тие душевни врски ќе бидат искористени од страна на непријателот, ѓаволот, како легално право да не држи настрана од иднината што Бог ја има подготвено за нас. Апостол Павле во послание до Филипјаните 3 глава пишува: Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта,
за наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Нашето минато може да е лошо или добро. Кога зборуваме за заборавање, пуштање на старото, не зборуваме само за лошото, лошите спомени или случувања, болката, туку и за доброто. Ќе запрашате, како тоа сме приврзани за доброто? Понекогаш толку многу сме приврзани, зацврстени со нешто што било добро во минатото, што имаме душевни врски и тие врски не сакаме да ги одврземе, односно отпуштиме. Мора да сме подготвени да се одврземе од минатото целокупно. Се со цел да ја живееме сегашноста и иднината. Ние не можеме да го заборавиме минатото, но можеме да сториме нешто. За тоа минато да не ни влие на сегашноста и да не контролира. Треба да му дозволиме на Небесниот Татко да не излекува, за да не дозволиме минатото да ја труе нашата иднина. Како следна причина што попречува да ја живееме нашата сегашност е срамот. Срамот ја уништува, проголтува сегашноста, но и иднината. Срамот доаѓа од нашето минато, нашата историја како поединци, но и од нашето семејство, од нашите предци. Во Еремија, 3 глава е наведено: ние лежиме во својот срам, а нашиот срам не покрива, зашто грешевме пред нашиот Господ Бог. И ние и татковците наши уште од младите години наши, дури до овој ден. И не го слушавме гласот на Господ нашиот Бог. Што прави срамот? Ако некој се срами од нешто, од некое поранешно сторено дело, од тоа каков е тој како личност, како битие, или се срами од која било друга причина, тоа доведува до губење на мотивацијата да се продолжи и да се живее исполнето, со нови сили, со самодоверба, со вера во Бога. Во Втора закони или повторени закони, 3 глава, Небесниот Татко говори: Господ, твојот Бог, ќе те наградува изобилно во секој потфат на твоите раце, во плодот на твојата утроба, во плодот на твојот добиток и во родот на твојата плодна почва, зашто Господ ќе се радува пак на твоето добро, како што се радуваше на доброто на твоите татковци, кога ќе го послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи ги неговите заповеди и неговите наредби запишани во книжен свиток на овој закон, односно кога ќе му се обрнеш на Господа, својот Бог, со сето свое срце и со сета своја душа. А во прво послание до Коринтијаните стои: што око не виде, уво не чу, ниту на човек на ум му падна. Тоа Бог го приготвил за оние кои го сакаат. За да се ослободиме од минатото, да го декларираме следново: Небесен Татко, отстранувам се што може да ме врзи со моето минато. Нема да дозвола моето минато да ми ја диктира иднината. Го заборавам минатото и зачекорувам во иднината која што ти ја одреди за мене, моето семејство, мојата мисија и мојата нација. Те замолувам секоја душевна врска со која било личност или нешто што би ја засенило мојата иднина и судбина што имаш за мене, нека таа врска биде прекината и отстранета, нека биде судена како нелегална. Господи, ги ослободувам тие личности и им простувам. Ги отпуштам во името на Исус Христос. Не сум повеќе врзана од жалост, поврзана со што било изгубено. Го пресекувам, продолжувам во иднината и судбината што ја имаш за мене. Те замолувам за пресуда против кој било демонски дух што ќе се обиде да ме задржи во минатото. Ти благодарам што секое легално барање или клетва против мене сега е отповикана и отстранета. Јас сум слободна да зачекорам во иднината што ја имаш за мене во името на Исус Христос. Амин.
Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,